Конкретно нов закон за високото образование во кој што нема да постојат, во кој што нема да биде вклучено како решение за контрола на квалитет на образованието, евалуација на односно тестирање на студентите, бидејќи тоа директно се коси со принципот на автономија. Токму затоа, значи, одложувањата сами по себе немаат некое си големо значење, доколку не се пристапи кон изработка на целосно нов законски текст, и тоа преку отворање на инклузивен диалог, вклученост на студентите во сите процеси на креирањето на тој нов закон, кој што ќе биде заснован на сеопширни јавни дебати и суштински анализи. Знаете ли вие што значи комплетно нов закон? Тоа е од 91 до 2015. Да, апсолутно. Сите реформи што се донесени, вие барате комплетно нов закон. Да, апсолутно знаеме што значи нов закон и токму затоа тоа го бараме, бидејќи овој законски текст повеќе не е применлив како што е донес. Значи, со сите тие измени се загубила неговата суштина и не сметаме дека креира квалитет во образованието. Рековте дека вие ветиле нешто влада, па ќе исполнат. Што доколку денес дојдат властите со нов и не го испочитуваат детено? Што доколку не можам значи прерано да преджуцирам, тоа ќе зависи од средбата која што ќе се одржи во ректоратот и од одлуката на пленумот. Тоа барање. Веројатно повторно ќе ви кажат, ајде процесот во жување. Што значи сето тоа во однос на вашата окупација, автономните зони? Значи, што очекувате да ви кажат, за вие утре се повлечете? Што треба да ви кажат? Така, значи, логично прашање, меѓутоа тоа не е моја лична одлука која што треба да ја преземам за оваа окупација овде да заврши. Ние 4 месеци протестираме, 4 месеци се бориме да бидат чуени нашите гласови, законските измени на насилен начин беа донесени и дури отпосле беше започнат некаков си диалог со владата. Токму затоа ние не сме сигурни во подготвеноста на владата се држи до своите барања, или грубо кажано не им веруваме, и токму затоа преку окупација вршиме притисок да се држат до договореното. Вчера излегува на видумите моменти дека Владеачката партија собира индекси, да направи очигледна некоја бројка. Се плашите ли дека ќе ве совладаат на бројка, доколку соберат поише индекси од левата? Значи вака, пленумот е отворен за сите, апсолутно ние не се плашиме од спротивставени мислења и би сакале да ги чуеме аргументите на сите страни.